Почитувана јавност, Зоран 1 евро заев е синоним за криминал и корупција во Република Македонија. Зоран 1 евро заев преку своите бизниси на кои фигурираат неговите брат, чичковци, стрини, војни, ја исцеди Струмица и целосно ја приватизираше. Сега Зоран 1 евро заев криминалните зафати од Струмица ги спроведува на државно ниво. Бројни се сведочењата на оние кои се повеќе се охрабруваат да проговорат за начинот на кој кланот на 1 евро заев ја стави Струмица под нозе, а сега го препознаваат истиот начин на водење криминал и на државно ниво. Еве пошто го помни македонската јавност Зоран 1 евро заев. Митко Ѓоргиев, бизнисмен од Струмица, во ТВ емисија сведочи: градот Струмица веќе е целосно во сопственост на кланот Заеви и никој нема никаква шанса да води бизнис во градот врз кој Заеви имаат целосна контрола. Ѓоргиев обвини дека минувачницата Пеон е лихварска организација која го осиромашува народот на сметка на Заеви. Ако се вратиме малку наназад на случајот Подкуп, повторно се споменува истата менувачница во која што требаше бизнисменот Иван Николов да остави по 1 евро за заев и за црквата. Еве како Зоран 1 евро заев сега истиот начин на клановско богатење го применува на централно ниво. 1 евро заев излажа дека е продадена механизацијата на компанијата Total Engineering, компанија на неговиот брат, за да се замагли криминалното и коруптивното доделување на концесии. Сепак тие не можат да се сокријат, па 1 евро заев потврди дека преку владата доделил концесија на фирмата Total Engineering на Вице Заев за експлоатација на минерални суровини на локација во село Дукатино, општина Василево. Зоран 1 евро заев не одговори како планира јавноста да верува дека Заеви ќе вршат ископ во следните 30 години без механизација, сделка тешка милиони евра. 1 евро заев беше фатен и во други лаги за искористување на актуелната позиција за лично богатење на неговиот клан. Ја подсетуваме јавноста за аферата за струмичките камиони на Вице Заев, кои работат во Рек Битола, и тоа бесрамно со лепење обичен отпечатен лист со име на друга компанија преку ознаките на кланот. 1 евро заев искористи човек преку кој кланот во Струмица запоседна огромна парцела со градежна дозвола за изградба на згради во кругот на Струмичката касарна, а посредникот за возврат за услугата ќе добие станче од 40 метри квадратни. Еден стан за отстапена локација на која ќе се гради зграда со нето површина од 6888 метри квадратни и профит над 1 милион евра за братот и братучедот на Зоран 1 евро заев. Зоран 1 евро заев, уживајќи заштитата од девастираното судство, како и на се она што е околу него во оваа власт, кажува дека се што поседува не е вметнато на имотниот лист и дека е на име на неговиот брат, чичко, татко, тетка. Зоран 1 евро заев сами откажува дека и неговиот и автомобилот на сопругата се во собственост на Total Engineering на братот Вице, како и дека нема стан, куќа или моторцикл BMW од 10.000 евра на свое име. Зоран 1 евро заев треба да објасни зошто го крие својот имот под име на заедничките сметки на компаниите на кланот Заеви, наместо на свое име, како впрочем и секој граѓанин во Република Македонија. Тоа објаснување, барем два пати истото да го повтори, Зоран 1 евро заев нема да го даде, се додека за тоа прашање не се охрабрат да проработат институциите. Се дотогаш власта за Зоран 1 евро заев и неговото семејство ќе биде само алатка за ширење на нивните бизниси. Република Македонија не е лична собственост на кланот на Заеви. Зоран 1 евро заев мора итно да ја напушти фотелјата. Граѓаните на Република Македонија заслужуваат подобро. Ви благодарам.